имаше такво надавање за бензинска пумпа мала, која што има само 2 места за точење на гориво, тоа е невидено висока постигната цена 2,6 милиони евра. Откако е струшен планот на Уставен суд, практично оно станува без локацијата и нормално фирмата вели: дајте ми ги парите назад, платите ми камата и дајте ми изгубена добивка. Сега што се случува? Изгубената добивка е направена како да е според бензинската пумпа во ова што е на Партизанска, која што има 4 места за точење на бензин, и судот тоа го прифаќа. И еднаш веќе е осудена општина Карпош да плати негде 600 и нешто милиона денари, меѓутоа апелација го има вратено тој предмет. Сега повторно имаме ново рочиште и по препорака на правобранителот, бидејќи од тие 2,6 милиони евра, милион и нешто зела општината, милион и нешто градот Скопје и околу 550.000 евра земала државата. Заштитник на државата е јавното правобранителство. Овде беа кај мене и јавниот правобранител и правобранителот кој го води предметот господинот Маринчевски, и по нивна сугестија е што поитно да се донесе урбанистичкиот план и на Пуцко Петрол да му се понуди нов договор со истата парцела, ако го одбие, во тој случај нема право на било каков надоместна штета. На вистина зачудува што некој половина час пред седница на Совет рече: ние нема да го гласаме овој урбанистички план, и мајки во предвид огромните притисоци од лукративен аспект да не се донесе овој план. Немој да мислите дека оние што не сакаат да го гласаат, не го гласаат затоа што има поинако мислење. Зашто? За тоа би дошла наредба од врвот на партијата. Симптоматично е зошто се одовлекуваше еден ден пред да се донесе пресудата. Значи, пресудата се чита во петок, а ние го носиме, гласаме за деталниот урбанистички план, дел од советниците го гласаат во четврток, и негде кај 14 часот 30 минути правобранителот го однесе во судот овој изменет доказ, меѓутоа судиката не го прифатила овој изменет доказ, со што очекуваме дека Пуцко Петрол према апелација ќе патува со подмишка со 15 милиони евра, и можете замислите во каква опасност е доведена општина Карпош.